Како мал сакав да станам доктор. Да, така е. И здраво бистови, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео. Влогмас, ден број 10. Во денешното видео се одлучив да ви кажам 10 работи за мене кои можда не сте ги знаеле. Идеја, еве, искрено ќе кажам, за видео ми беше од GP. Тој имаше такви видеа направено, па решив ја да снимам, зашто да не. Сигурно нема до даска да го ископирам него, пошто тој си кажа работи за него, а ја работи за мене. Ќе кажувам. Така да, луѓе, пред да почнеме со видеова, што можете да направите? Лайк, subscribe и да коментирате. Дали сме спремни да почнеме, кажете ми. Спремни сме? Ставите лайк и subscribe. Одиме. Тука, на овој лист, си ги напишав сите 10 работи, за да не ги заборам овие 10 работи. Еве ги. Знаете да броите сите, така? Овде пишува 10, кога нема потреба да броите. Еве ги. 10 работи. Сега, првата работа за мене, да ја кажам, е мразам кога дојдето доцнат. Пример, кога негде сме се договориле со другари, и со другарот, пример, со кој да е, битно со некого сме се договориле, тоа и тоа време се чекаме овде и одиме тамо. Така? Зошто ми идиш цел сат покасно? Добро, не буквално цел сат, ама знаеш, 5 минути ја ме закаснит, ме нервират. Не знам зошто се нервирам толку брзо, ама обично ја никогаш не каснам. Или многу ретко. Особено ако особено единствено ако немам некоја многу битна причина зашто сум закаснил. Тогаш само каснам, ама ипак многу ретко каснам ја. И затоа и ме нервират исто која луѓе ќе ми закаснат некте. Втора работа. Кога ќе започнам некоја работа, секогаш се трудам да ја завршам до крај. Вака, ова работа секогаш ми е најбитна, пошто пример започнувам нешто и никогаш не сакам да го оставам напола. Пример, еве сега кога што е со влогмасов. Дури знам дека влогмасов беше малку преголем чекор за мене и сега е многу тешко да го исполнам до крај, ама се трудам и нема да го оставам. Дури еве кој што направив последниве денови, нели, закаснив со 3-4 видеа. Ама битно ги објавив, иако измешано, ама пак ги објавив, така да не сакам да ја завршам, да оставам напола работата. Никогаш, никоја работа што ја започнам, не ја оставам напола. Или ќе почнам нешто и ќе го завршам тоа до крај, или ако не можам, нема иш да го почнам. Втора работа. Ова трета. Извинете, трета. Многу тивка и повлачена античност сум. Така е. Ме гледате на на YouTube вака као позабавен, поопуштен и правам некои шали да речеме, ама во реалност не сум таков. Во реалност, сите што ме познавате, знаете дека сум као потивок и поповлечен, не сакам као многу да зборам. Таков сум во реалност. Надвор од YouTube сум таков, а на YouTube иако вака ме гледате као позабавна личност и поопуштен сум кога зборам. Друго е пред камера, друго е во живо. Ама се трудам и работам на тоа да бидам поопуштен секојаш, ама таков сум, што да правиме. Пета работа. Четврта. Обично кога не сум на училиште, спијам до многу касно. Така е. Особено за викенди. Еве денеска неработен ден, дека понеделник беше. Во понеделник го снимам видео навечер. Така не знаете, и утре го објавувам во вторник. Понеделник неработен ден. Знаете во колку сатот си станав? Околу 12 напладне. Да, така секогаш си спијам до касно и авиони да поминуваат до Кујќава, над Кујќава или што и да се дешава надвор, каква бујќава да имат, нема се разбудам пред 12. А за денови на школа алармот ме будите. Добро, некоја се десило и да не ме разбудити, сум го сонувал као некоја музика во сонот, ама битно алармот може да ме разбуди за на школа, доволно е еден аларм и со еден аларм се будам искрено за на школа.
Ама за викенди си спијам до 11-12. Пошто немам аларм нормално за викенд и си спијам до кај 12 сатот напладне. Сега сме на 5. Многу ги сакам животните. Да. Искрено, животните најмногу си ги сакам, особено мачињата. Имам 4 мачиња. Го имам тоа кажано во Q&A. И искрено би сакал да имам и многу повеќе. Ама за сега 4 се доволно. Ама искрено ги сакам и другите животни. Мачиња, кучиња, папагалите и све. Освен, да речеме, мечката. Од мечки се плашам, луѓе. 5, ова е 6. Да, 6. Сакам да поминувам време во природа. Као што гледавте и во видеата прошетки во шума, барање печурки. Тоа сум секоја сезона на печурки, секојаш сум излезен надвор. Кога да е почната сезоната на печурки, јас сум во шума барем по 2 сати во денот. И баш убаво и ме опушта тоа прошетка во природа. Кога можам, секојаш сум надвор во природа. Следно, 7. Многу ретко кажувам тајни. Да, луѓе, јас сум човек што многу ретко споделува тајни, ако не и воопшто не споделувам тајни. Стварно, не памтам да имам тајна што сум му е кажал на неком. Имат нормално некои можда 10 тајни, 200, можда имат некои 10 тајни сум кажал, ама на стварно блиски луѓе им кажувам тајни, ама треба да имам многу голема доверба во тој некој за да ја кажам тајната, иначе многу ретко споделувам тајни и верувајте подобре кога не ги споделувам тајните, ги чувам само за себе и никој не ги знаете и тоа е многу подобро отколку сите да ги знаат тајните. Мислам дека се согласуваме тука сите. 8. Како мал сакав да станам доктор. Да, така е. Си фантазирав како ќе бидам доктор, дури и со другари кога бевме мали, нормално збориме кај 4-5 години кога сме играле заедно. Јас сум ги игравал доктор. Да. Тие биле пациенти, ја доктор. И сакав да сум доктор, ама после по навика се одлучив дека не сакам да бидам убиец. Да, доктор е многу тешка и многу прецизна професија. Една мала грешка може да кошта живот, така да ја не сум за тоа. Искрено, докторите треба да се многу прецизни во нивната работа, а ја не можам да сум до толку прецизен. И многу имат работи што треба се знаат као доктор, а ја не знам толку многу, така да се откажав таа желба да станам доктор, фала Богу. Одиме на 9. Сакам да готвам. Да, имаме и емисија Луди рецепти со готвач, таа мора да ја продолжиме. После 2025 година продолжуваме таа емисија, морат. Почнавме со една епизода, направивме многу убав бурек со месо. Следна епизода пишете во коментари што сакаме. Што сакате да сготвам во следна епизода, пишете ми, ајде. Ако не гледавте првата епизода од Луди рецепти со готвач, појдете на каналот, најдете и изгледајте смешна циркузи до даска. Значи, врв е видеото. Иначе да се вратам на ова, сакам да готвам секогаш. Искрено не сум баш лош. Барем ако во иднина се останам сам, нема да умрам од глад. И стигнавме до 10-тото. Многу мразам кога некој не ја довршува започнатата реченица. Да. Например, некој почне да кажуваат нешто, као например било што и тука ќе заприт. И не е довршил реченицата, не е докажал тоа што сакал да го каже, или ќе речи ај нема врска. Брат, не почнувај. Не почнувај, цело време ќе си мислам што си сакал да кажеш. Лелеј, знаеш, умирам од љубопитност тука. Кој ќе некој почнуваат, кажуваат до негде и ќе заприт. И после не е довршува таа реченица. Зошто? Зошто почнуваш ако не е довршуваш таа реченица, мислам. Тоа најмногу ме нервират и како што кажав, после тоа цел месец ќе мислам на тоа што сакал да кажат. Или пак го малтретирам, го молам да каже, дур не ми каже што сакал да кажат. Кажат, само кажав сега. Добро, значи ги кажавме сите 10 работи што можда не сте ги знаеле за мене, можда и некој од овие знаевте, као некој од вас може да најд за ова мразам кога луѓето каснат.
Зова многу тивка и повлачена личност, скоро сите што ме познавате тоа го знаете. Друго, многу ги сакам животните, можда и тоа го знаевте, ама многу ретко кажувам тајни, сигурно сите мои пријатели знаете дека никогаш скоро не сум кажал тајна. Ама таков човек сум, едноставно не сакам тајните да ги споделувам и си ги чувам секоја за себе. Друго, сакам да готвам ова, мислам дека никој не го знаевте, малку чудно ви испадна, пошто на емисијата не бев толку добар, пошто нормално никој не може да е совршен, ама ете, ја не сум толку добар, ама сакам да готвам. И тоа е тоа. Други ве мислам дека не ги знаевте. Тоа е тоа од видеово, што мислам дека успеав да кажам 10 работи што можда не сте ги знаеле за мене. Ако ви се допадна, никако немојте да забравите да ставите еден лайк. Ако не ви се допадна, пак ставите... Добро, ако не ви се допадна, ставите дислайк. Не забравяйте да се сабскрајбните, одиме на 1000 сабскрајбери што побрзо. Ајде. И фала ви што го гледавте видеово. Поздрав, се најубаво, се гледаме во наредно видео. Чао!